После 30 години конечно се реконструира патот кон Пеленица. 3-децениската Голгота завршува тука. Патот кон Пеленица го добива својот нов лик, а мојот народ безбеден сообраќај, сподели денеска градоначалникот на општина Киселавода Урце Ѓоргиевски. Реконструкцијата на оваа патна делница значително ќе го подобри квалитетот на животот на жителите од Киселавода, Драчево и околните населени места. Истакна Ѓоргиевски воедно заблагодарувајќи се на премиерот Мицкоски и на владата. Првиот човек на Киселавода додава дека со почетокот на обновата на потегот од Јустинијан I до границата со општина Студеничани ја демонстрираат заедничката посветеност на локалната и централната власт за решавање на инфраструктурните проблеми кои со децении чекале решение. Имено станува збор за реконструкција на фреквентна сообраќајница со должина од 3370 метри и ширина од околу 6 метри, со изградба на тротоар од едната страна што досега никогаш го немало. Се изведува и третирање на атмосферските води со 1000 цевки и поставување на каналетки за одведување на водите, споделија од локалната самоуправа. Советот на општина Илинден официјално го усвои локалниот еколошки акцијски план за периодот од 2025 до 2030 година. Стратешки документ кој представува основа за унапредување и заштита на животната средина на локално ниво. ЛЕАП е сеопфатен стратешки план кој ги дефинира приоритетите и мерките за заштита и унапредување на состојбата со животната средина преку краткорочни, среднорочни и долгорочни активности со јасно утврдена временска и финансиска рамка. Документот е структуриран по тематски области кои го опфаќаат квалитетот на воздухот, управувањето со водите, урбаниот развој и користењето на земјиште, управувањето со отпад, мучава, биолошката разновидност и урбаното зеленило. Исто така, посебно внимание се посветува на подигнувањето на јавната свест, еколошкото управување и вклучувањето на јавноста во процесите на донесувањето одлуки. Градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓоргиевски истакна дека особена важност е што локалниот еколошки акцијски план содржи прецизно дефинирани проекти и активности, чија имплементација ќе придонесе за подобрување на животната средина и квалитетот на живот на сите жители на општина Илинден. На потегот помеѓу улиците Социјалистичка зора и Сремски фронт во општина Ѓурче Петров се работи на поставување на нова линија на атмосферска канализација, со што подземните работи на новиот пат привршуваат. Ова го сподели градоначалникот на општината Александар Стојковски. Првиот човек на Ѓурче Петров истакна дека во скоро ќе се асфалтира овој дел со што проектот ќе финишира, а жителите ќе добијат нова комуникацијска врска. Продолжуваме да го подобруваме квалитетот на живот на локалното население во општината, порача Стојковски. Општина Центар започнува со пилот проект за рано откривање на сколиоза кај ученици од 8 до 14 години во центарските основни училишта Свети Кирил и Методи и 11 октомври. Прегледите ќе ги спроведуваат лиценцирани физиотерапевти, ортопеди во училишни простории со цел на времена детекција и стручна поддршка. Здравието на децата е наш приоритет. Во пубертетот, кога телото брзо се менува, важно е да се реагира навреме. Неправилното седење, мобилните телефони и тешките ранци го оптоваруваат рбетот. Затоа секој дете треба да има можност за превентивен преглед. Превенцијата не е привилегија, туку потреба за секој дете, велат од општината. Дирекцијата за култура и уметност Скопје информира дека во периодот од 21 јуни до 31 јули 2025 година ќе се одржи 46-тото издание на Скопско лето. Фестивалот и оваа година ќе понуди богата програма исполнета со концерти, изложби, театарски, танцови представи и други културни настани на отворени и затворени сцени низ градот. Настаните ќе опфатат уметници од земјата и странство, создавајќи незаборавна атмосфера на уметничкото лето во Скопје, се вели во нивното соопштение. Од Дирекцијата за култура и уметност ги покануваат сите да бидат дел од ова значајно културно случување, да се прослави заедно 46 годишниот континуитет на фестивалот, која збогатува културната сцена на градот и државата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.
вечно і